Денес ке позборуваме за погодните дизајнерски решенија за уредување на градината. При изнаоѓањето на погодни дизајнерски решенија за уредување на градината, од особена важност е да се стартува со добро направен план и стратегија за уредување на градината, со што не би се нарушил незиниот понатамошен развој и не би се нанесла каква било штета на идните генерации кои евентуално би ја наследиле градината. При уредувањето на дворови и градини од особена важност е добриот функционален, но и погоден дизајн. Ова практично би значило внимателно направена селекција на растенијата кои ќе бидат засадени во градината и да се внимава при изборот кои растенија најдобро виреат на нашето поднебје. Треба да се внимава на неколку работи кои се од особена важност за развојот на градината. Со што е можно помалку вложени средства да се постигне една разновидност на растенијата. Да се минимизира загадувањето на воздухот и да се посвети внимание на комфорот на корисниците, собствениците на градината. Од особена важност е правењето на сенки на северните, западните или источните прозорци и ѕидови во текот на летото и дозволување на влез на сончевите зраци во текот на зимата. Некои растенија бараат помалку вода за полевање, па затоа потребно е нивното присуство во дворовите. Постојат многу екзотични растенија кои може да виреат и на нашето поднебје, а сепак да имаат потреба од малку вода. Системот капка по капка за многу градини е одлично решение. Водата влага директно во коренот и тоа само толку колку што е потребно. Со тоа би се редуцирала употребата на вода во градината. При уредувањето на градината, употребата на хемикалии и загадување на воздухот треба да се сведе на минимум. Една од најважните стратегии за уредување на градините со погоден дизајн е создавањето на места и простор во градината каде што ќе бидат застапени овошјето, зеленчукот и плодовите. Со тоа на градината, освен естетска, ќе се додаде една друга, поинаква, функционална и практична димензија. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.